Функционерите во законодавната и извршната власт, како и они од локалната самоуправа, мора да се откажат од луксузните автомобили, од патните трошоци, од репрезентативните издатоци, прескапите патувања, луксузниот мебел, набавките на уметнички дела и сите останати удобства на кои располагаат право врз основа на закон зад кои стојат сомнителни, па и криминални мотиви. Побара денеска невладината организација Цивил на трибината организирана по повод почетокот на новата иницијатива Крај за расипништвото. Имате општини во кои има безброј возила кои цело време се возат наоколу за необјасними причини. Нема зошто тоа да има толку многу возила. Општини или државни агенции, институции кои немаат врска со работа на терен. Се што досега е набавено мора да се продаде, а парите да бидат наменети за подобрување на образованието, здравството и безбедноста, сметаат од Цивил. Новинарот Синиша Станковиќ рече дека не е ниту против учество на Македонија на Евровизија, ниту пак за награди на спортисти и приватни спортски клубови. Сепак, рече тој во својата дискусија, државата може да најде друг начин да го поттикне вложувањето во спортот и музиката. Не можам да разберам зашто 120 луѓе, ето и народ ги гласал. За жал, дел од нив го гласал символот на партијата, не познавајки ги воопшто. Но не можам да сватам зошто тие луѓе морат да се возат на сите седници, на сите комисии, каде што се членови, за тоа да им се плаќаат патни трошоци, патарини, дневници и се останато, доколку се посветени на работата за која во тој предизборен период рекле дека животот ќе го дадат за народот, нацијата. Од невладината Цивил бараат да се ревидираат сите законски регулативи според кои им се дават прекумерни привилегии и на актуелните и на функционерите во заминување. Од овие причини ова невладина организација на 15 мај годинава до собранието достави барања кои, како што велат оттаму, треба да стават крај на расипништвото и привилегиите во кои уживаат функционерите.